Деновивиот вест број 1 во Македонија е протерувањето на дипломат на Руската Федерација во Република Македонија. И тоа поради две причини. Првата причина е солидарност со Велика Британија, која била нападната со хемиско оружје. Со ова Никола Димитров длабоко го навреди македонскиот народ, бидејќи се солидаризира со Велика Британија, која во 1948 година фрлаше напал бомби врз македонците во Беломорска Македонија, која сега се залага за промена на името, идентитетот и кантонизација според мапата, што Чарлс Гарет му ја покажал на презателот Иванов во вилата на Водно. Очигледно дека Димитров целосно го изгубил компасот, бидејќи Велика Британија ја нападна Македонија со хемиско оружје кога НАТО фрлаше бомби со ураниум при злосторничката агресија врз Стара Југославија, а чии последици ги трпиме до денешно време, со големиот број заболувања токму како резултат на ураниумот на бомбите на НАТО. Втората причина е дека рускиот дипломат ја шпионирал Македонија. Со ова Димитров целосно ја понижи македонската тајна полиција, бидејќи станува збор за дипломат кој е во Македонија повеќе од 10 години. Значи, откако Джес Бейли и Чарлс Гарет му наредија на Димитров да го протера рускиот дипломат, замислете, во истиот момент нашата служба открила руски шпион во Македонија кој престојува повеќе од 10 години. Меѓутоа, најбитно е што Димитров шпионите ги бара на погрешна адреса. Еве ги фактите. Република Македонија во првите години на независноста имаше каква таква самостојна служба за државна безбедност. Некаде после 1995 година ЦИА целосно завладеа со Македонија и нашата тајна полиција повеќе од 20 години е филијала на ЦИА и директорите на нашата служба ги поставува ЦИА. Впрочем, така беше и со сегашниот директор на ДБК, кога лицето Дейвин Стивенсон од ЦИА и Джес Бейли му дадоа ливче на Заев со името на директор на нашата тајна полиција. Американската амбасада е вистинско шпионско дубло, каде во моментот има дуре 80 агенти на ЦИА, а под нивна целосна контрола се и околу 1000 вработени агенти во македонската тајна полиција, кои исто така се филијала на ЦИА. Во Американската амбасада има посебен разузнавачки центар, во кој се сместени агентите на ЦИА, а кои во Македонија се камуфлирани во најразлични форми – културни, трговски, политички секретари и слично. Бројот на шпионите на ЦИА во Македонија енормно се зголеми по префрлувањето на шпионскиот центар на ЦИА во регионот од Софија во Скопје. Што е најтрагично, амбасадата на САД директно се меша во внатрешните работи на Македонија, што е спротивно на Виенската конвенција за дипломатски односи. По сето кажано, би било смешно да не е трагично дека рускиот дипломат се занимавал со шпионажа, а во услови кога врие од шпиони во Американската амбасада. Патем, еве го списокот на руските дипломати во Скопје, со јасни назнаки кои функции ги вршат во Република Македонија. Од тука, нека повелат во Американската амбасада да покажат изваков список на вработени со назнака со што се занимаваат. Зошто американците ги кријат вработените во нивната амбасада? Нели тоа се дипломатски представници? Па нема потреба да се кријат. Во услови, еве како што гледате, сите дипломати на Русија во Македонија јавно се објавени. Како и да е, агенти кои шпионираат во Македонија не се во руската, туку се во Американската амбасада, што значи дека антимакедонската одлука против Русија е врв на полтронството на македонскиот бугараш Никола Димитров спрема Джес Бейли и Чарлс Гарет. Меѓутоа, бугарашот Димитров испуштил од вид дека полтроните секој ги посакува, но никој не ги цени. Сепак, среќа во несреќа е тоа што за оваа срамна и непријателска одлука спрема Русија не стои македонскиот народ, туку одлуката е резултат на одродени македонци во власта со изгубено национално чувство и корумпирани и купени од странски ментори. Нашите руски пријатели добро знаат дека Македонија во моментот е окупирана земја и дека оваа одлука е одлука на окупаторот во содейство со домашните јаничари во власта. Единствена Македонија ќе победи и сите кои учествуваат во политиките на антимакедонска и антидржавна основа ќе одговараат.